Дента кога е разрешена директорката на 11 октомври Даниела Костадинова, веќе наредниот ден градоначалникот на општина Центар, господинот Андреј Женовски, назначи вршител на должност од редот на вработените во училиштето. Јас сум вработен во истото училиште и за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес и останатите функции на училиштето ги преземав должностите за да биде воспитно-образовниот процес во тек. Разрешената директорка од денот од кога е разрешена се најавила на секретарот на училиштето дека е на боледување, но со себе ги понела и сите службени мобилни телефони и клучевите од директорската канцеларија и од останатите простории во училиштето. Ние направивме напори преку електронска пошта на незиниот имейл, преку брза телеграма да воспоставиме комуникација за достава на клучевите и службените мобилни телефони. Но, за жал, до денес, недела дена после незиното разрешување, немаме никаков контакт или одговор од незина страна. Случајот го пријавивме во МВР за понатамошни действија. Училишниот одбор на нашето училиште брои 9 членови, од кои тројца се представници од родителите, тројца од наставниците, двајца од локалната самоуправа и еден од Министерството за образование. Училишниот одбор со 5 гласа стопира работата, односно нормалното функционирање на училиштето со достава на допис до Централниот регистар за да јас како вршител на должност не бидам регистриран со подпис. Со тоа е загрозено работењето на кујната, плаќањето на режиските сметки што се редовни за училиштето, потоа санитарните материјали што треба да се одржуваат тоалетите, но и наставните и други помагала како креди, сунгери и така натаму. Јас апелирам сега, бидејќи моменталната состојба за подписот што треба да се регистрира во Централниот регистар, оневозможено е редовното функционирање на училиштето. Тоа значи дека 350 ученика што се во целодневна настава не можат да се исхрануваат во кујната, потоа оневозможени сме во набавка и плаќање на сите фактури како училиште. Апелирам до сите родители на 650 ученика во нашето училиште да видат нивните представници во училишниот одбор чии интереси бранат и за кого работат. Ние се трудиме да се одвива целосно, исправно наставно-воспитниот процес, но потребни ни се и набавки за тоа редовно функционирање. Согласно на ова ги поканувам сите родители во нашето училиште, тоа се 650 ученици, на заеднички состанок во разрешување на оваа состојба во што е доведено со блокадата на подписот во Централниот регистар.